Почитувани, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва во студиото се Ѓорги Галетановски, СДСМ. Добре дојдовте, Галетановски. И Сафет Бишевац, председател на Бошњачка народна партија. Добре дојдовте и за вас, Бишевац. Добро вечер и добро вечер на нашите гледачи. Вечерва фокусот ќе биде околу посетата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Во секој момент се очекува пресконференцијата посредбата со премиерот Мицкоски. Ќе се вклучиме во живо за да можат гледачите автентично да ги слушнат пораките од првиот човек на Европскиот совет, секако премиерот Мицкоски. За почеток, вашите очекувања, Сафет, со вас ќе почнам. Денеска Мицкоски кажа дека не би влегувал во авантура без извесен крај. Тоа е, предпоставам, пораката што ќе му биде пренесена и на првиот човек на Европскиот совет. Македонија бара јасни гаранции пред да спроведе уставни измени. Каде ќе не одведе ова на европскиот пат, Бишевац? За волја на вистината, тој став е постојан. Цврст е како стена и очигледно премиерот Мицкоски и оваа влада и оваа коалиција се решени овој пат да истраат до крај, бидејќи се апсолутно свесни дека работава ниту почнала, ниту ќе заврши со метнување на бугарите во преамбулата на македонскиот устав. Тоа е само почеток на една голема игра која ја играат Бугарија и не само Бугарија, да бидеме докрај честни. Тоа е игра во која се вклучени и други држави, и други земји. Па, еве да речеме некои од оние кои низ вековите имале отворени или скриени претензии кон оваа парче земја што се вика Македонија. Затоа не очекувам дека владата и Мицкоски ќе го сменат ставот. И ту мислам дека треба. Напротив, сметам дека ваквата цврста позиција по ова прашање кое сакале да признаеме или не, сакаме да видиме или не, длабоко ја тенгира суштината на оние кои живеат на оваа територија. Пред се однесува тоа на македонците, представува длабока закана за она што е својствено за човековото битие, за неговиот идентитет како човек, како припадник, како етнос. Дали внесувањето на бугарите во уставот и штети на државата или во прашање се, како што велат од владата, идентитетски прашања кои што би се отварале бидејќи сметат дека со тоа нема да завршат нашите врски? Па, затоа велам, ништо не значи самото вметнување на бугарите во уставот. Тоа е само отворање на прозорец на можности кои Бугарија оддавна го посакува и не крие дека е така на крајот на краиштата од денот на признавањето на Македонија како држава, но одбивањето да се признаат македонците како посебен народ, да се признае македонскиот јазик од почетокот на 90-тите. Таа политика трае до сега и апсолутно сум сигурен дека таквата негаторска политика на се што е македонско на ова парче територија, да не зборам за тоа што се случува на територијата на Република Бугарија, каде што македонците апсолутно не се признаени како етнос посебен, туку ќе трае со децении и воиднина. Затоа сметнам дека е многу важно оние кои представуваат оваа држава во овој момент, тоа се премиерот Мицкоски, председателката Стилјановска, владата, парламентот, ако сакате и пред се граѓаните, да се свесни за суштината на бугарското варање. Тоа е зародиш на идните напори да се обезличат оние кои живеат на таа територија. Оваа територија да се сведе само на територија која нема никаква посебност, која може би во нивните соништа ќе остане сон, романтичарски сон кој сонува дека е само дел на Бугарија и дека овој народ кој живее на оваа територија е дел од бугарскиот народ и дека зборува на западниот дијалект на бугарскиот јазик. Да бидам искрена, кога се отворат вакви некои прашања со вакви истравувања, ме потсетува на оние пропаганди од минатиот век и мислевме дека тоа е веќе зад нас. СДСМ е на став дека доколку Македонија не го продолжи европскиот пат, дека тоа би било предавство на државните интереси. Наспроти тоа што го вели власта, дека предавство е на националните интереси доколку се прават постојани отстапки кои што може да ги загрозат особено идентитетските столбови на државата. Вашиот став, Галетановски, што очекувате
Треба ли Македонија да обстои или треба да ги спроведе уставните измени, бидејќи тоа е дел од преговарачката? Мојот став е дека Македонија стварно повеќе нема време да чека за влез во ЕУ. Се е ова убаво што го кажа Бишевец. другарот Бишевец, дека они некои... Тоа секак моје мислење е дека тоа се поединци што претеруваат со такви барања. Ние не можеме да останеме у чекалната кај нас. Секој ден чекање носи нова беда, нови проблеми, безпарица, проблеми у правосудството, све е измешано више тука. Мислам дека мора да го убрзаме тој пат некако, секако дека јас не сум по секоја цена да се задира во идентитетот и во јазикот и во учебниците. Мислам дека ние направивме доволно отстапки со менувањето на името и на никој не му беше мило што го сменивме името. Меѓутоа, оваа младина што остана во Скопје и во држава, чека тука европски закони, чека европска перспектива. Не можеме да си дозволиме ние нашите деца да идат да рамбаат у Хрватска да работат, а ние да примаме од Ангола, од Етиопија работени тука. Премногу е од големо значење се европските закони. Мојот став е дека мора да се убрза. Сите тие, еве сега што ќе ги збори и Антонио Кошта и на самитот што е во Црна Гора, Мерц, канцеларот што ќе ги збори тие опции да останеме у чекалната, па Албанија да биде пред нас, за мене се погубна политика. Убрзување на Западен Балкан во Европска Унија, мислам дека ќе ја стабилизира државата. Власта има право да прави сега такви драми, дека ќе се менјало, ќе се задира во јазикот, во учебниците, меѓутоа според францускиот предлог, како што јас го толкував и го видов, нема некои отстапки што се бараат плюс. Па ќе кажам, тоа се барања и желби на поединци како што има и кај нас сегде, но да се надеваме дека ќе влеземе по забрзан пат без некои плюс отстапки. Да, веројатно проблемот е кај нас што на домашен терен ние не можеме да постигнеме консензус, така беше и со самиот француски предлог. Тогашната влада на СДСМ со Дуи го изгласа овој француски предлог. Сега владата вели дека тоа е сопка на нашиот европски пат. Од друга страна, еве постојано ги слушаме и пораките што доаѓаат од Софија, дека тие очекуваат Македонија, бидејќи нели усвоена таа преговарачка рамка, да ги исполни сите обврски. Тука спаѓаат и протоколите, тука спаѓа и договорот комплетно, така да верувам дека е комплексна ситуација. Бети владата ветуваше дека кога ќе дојдат на власт ќе го вратат и името и референдум ќе направат да се врати името. Не направиа. У моментов не гледам дека имаат они некоја алтернатива, освен да ја внесат Македонија во ЕУ. Добро. Барат гаранции, сметате дека тоа е неизводливо? Мислам дека е неизводливо. Мислам дека е најреално да се следи францускиот предлог, кажав, доколку нема задирање во јазик, учебници и такви работи. Да, историски идентитетски прашања, за тоа мислите, да. Па тоа е суштината. Токму ова што го кажа. Ке има задирање во учебниците, ке има и задирање во историјата. Ама го пишува ли тоа, не? Пишува. И ви го кажуваат секој ден. И не се тоа само поединци, тоа е комплетната политичка елита. Каракачанов? Не, Радев. Ама тоа Радев, е популизам Борисов, на Радев, тоа кој Борисов, Чамова. Костов, Чамова, како се викаше председател, Јотова. Веде председател. Собранието на Бугарија, со усвоената декларација. Значи не се тоа. За мене е ефтин Дури, популизам. не. Дури според сите истражувања во јавните истражувања во Бугарија, огромен процент од бугарите сметаат дека ова е политиката која треба владата да ја спроведа. И таа е спроведена. Ама кај нив ги прашуваат, а кај нас што не прашуваат, сакате ли бугари во устав? Па кој македонец ќе рече сакаме ако не ги знае придобивките и дека не ги види на маса? Која разлика има македонецот за кој вие зборувате, кој македонец сака и македонецот кој вели не? Има разлика меѓу тие македонци. Јас ќе кажам дека мене и на многу млади им е важно да ја видат оваа држава конечно еднаш на правилен пат, да не живееме веќе во беда и во корупција. А мислите дека не сме на правилен пат? Во моментов не сме. Премногу корупција. Сега ајде да се вратиме историски. Премногу корупција, Не, тоа е веќе друго прашање. Сега збориме за нешто што е за корупцијата, нека ми да зборам сега. Ако е некој пример за корупција, тоа беше Бугарија и е уште Бугарија и Романија. А тие се веќе членки на Европската унија. Што зборува дека не станува збор за почитување на копенхашките критериуми како услов за прием и членство во Европската унија. Станува збор за нешто друго. Станува збор за интереси,
за геостратешки, за европски, да не заборавиме дека првото отворено вето за Македонија не дојде од Бугарија, дојде од Франција. И тоа што велите вие, онаа што го направивме како држава, не, уствари тоа веќе не е како држава, тоа го направи Заев и неговата екипа. Со промената на името во собранието, не почитувајќи го референдумот на кој македонците гласно одмолчаа дека не сакаат да учествуваат во такво прашање. И тоа е најсилниот одговор Добро, за кога она што го спомена правиш. Бишевац референдумот, минатата недела СДСМ и лидерот на партијата побара референдум, владата експресно го одби. Вашиот став во врска со Зашто ова референдум? Зашто? Па за Бугарија, за уставните измени, за евроинтеграцијата, тоа е. Ма чекате, вие имате референдум пред 2,5 години. Избори имавте. На кои огромно мнозинство македонски граѓани од сите националности кажа не. Грешка сте више. Не сум јас грешка, вие сте грешка. Тоа е одличен референдум, тоа е показател. И сега ќе ви кажам, дозволете само. Не ги извртувате. Не ги извртувам. Тоа е еден референдум. Ќе го кажете, Ќе ми дозволите. Да, после не е проблем. Тоа е за мене еден огромен референдум. Второ, организирање референдум или предлагање на референдум од страна на СДСМ за оваа прашање не е ништо друго туку враќање на злосторникот на местото на злосторството. Кој За мене. злосторник и кој е злосторство? Оние кои не го испочитуваа резултатот на референдумот организиран пред подпишувањето на договорот во Нивица. Пред Преспанскиот договор, да видам вака, да ме разберете. Сакате да кажете дека е лош Преспанскиот договор? И дека не Тоа што сакам да кажам, јас ќе го кажам, не морате вие да го барате од мене. Не, дозволете Дали е само. грешка што влеговме у НАТО? Не, видете. Тоа што влеговме у НАТО не го оправдува начинот на кој влеговме во НАТО. Вие мислите дека е дозволено и со убивање да постигнете некакви други успеси? Кога не бевме у НАТО у 2000-та, видовме како се однесува со Како се однесува? Па видовме како заврши епилогот што беше. Како? Па војна присилна, кој што сака ни влагаше, кој што сака не напаѓаше. И тоа беше што? Беше што беше, се среди некако. Па се тоа Сега да не кажеме смее да се деси. да го видиме кажеме реални. со сите зборови, со сите последици на тоа. Добро, јас сега тука би се вмикнала откако владата го одби. Ники ми дозволиш ти само да кажам. Добро. Кога реков дека предлогот за референдум за оваа прашање е враќање на злосторникот на местото на Тоа злосторство. прашав кој злосторник, кој, значи вие Значи мислите СДСМ и Венко Филипче, Вие мислите дека НАТО е злосторнички договор? вие Влезот на изгледа НАТО. разбирате македонски. Ја разбирам. Па дозволете слушате. Дали за вас е Велам СДСМ? дека предлогот на СДСМ искажан преку претседателот на партијата Филипче Добро. не е ништо друго освен враќање на злосторникот на местото на злосторството. Поништување на волјата на народот, искажана на референдум пред подпишување на Преспански договор. Ако тоа не можете да го разберете, окей, не е проблем. Второ, сега до крај да видиме. Зошто се инсистира на нешто за што не постои гаранција дека нема да биде злоупотребено? Да ве потсетам. Пред За тој кој референдум, мислите? Зборувате за референдумот? за референдумот, апсолутно. Цела Европа се наради во Скопје. Прв пат во историјата на оваа држава дојдоа германскиот, британскиот канцелар, францускиот претседател се обрати на видео бив. Значи Да, сите да, сакаат да и влеземе рекла во вака. НАТО, така? Сменете го името. Да. Влегувате во НАТО и почнувате преговори за Европската евро. унија. Така? Да. Ама не ги почнавме, добро, во ред. Тоа е небитно, неважно. Не, тоа е веќе апсолвирано, Ама дека не е така. абсолвирано, Пито тоа прашање- ќе ви се случи исто. Овој референдум треба да ми иде маска за некаков таков настан или таква политичка операција каде што ќе се надмине волјата на народот. Прашањето ми е сега, еве ако предлогот го одби владата, дали сметате Глетановски дека можеби СДСМ треба да собере потписи или во собранието да покрене иницијатива за да ја одбране до крај нивната заложба, бидејќи тие сметаат граѓаните треба да одлучат. Па мислам дека не треба, пошто ја одбиле владата, не сакаат и тоа е тоа. Ќе видиме како ќе го истераат нивниот мандат и преговорите за ЕУ. Имавме една шанса, не ја искористивме, здравје Боже, еве.
Да, добро. Да не должам јас сега околу оваа тема ќе се навратиме ние подоцна бидејќи го очекуваме вклучувањето од пресконференцијата. Јас би сакала Галетановски вас да ве прашам, имаше информација во медиумите, ОЈО до душа излегува со соопштение дека има одредени постапки, дека се приведени неколку лица. Неофицијално се споменува поранешен потпредседател на СДСМ Стефан Богоев. Имате ли вие некакви информации околу тоа и зашто се води? Како што дознав нешто истрага имало претреска и него и кај уште некој дома. Меѓутоа идев навака и стварно не сум утек тачно што се случило. Така. Се работеше за некакви злоупотреби во царината за тендерска постапка, да, ќе видиме официјално кога ќе излезат и надлежните институции околу тоа. Јас би сакала сега да зборуваме дали во Македонија, бидејќи зборуваме, беше вас кажа претходните избори 24 година во која што победи ВМРО ДПМН коалицијата, биле референдум за ставот еве овој што е во не биле референдум прошлите избори, они сега тоа го користат за на народот да му кажат демек. Прошлите избори беа казна, јас сум многу самокритичен човек и знам дека СДСМ во нивното владење правеа многу грешки напред. Народот ги казни за други грешки, не ги казни за ние после промената на името победивме на избори. Значи тоа се муавети што они сега се ги прават демек народот не ќе у ЕУ. Народот сака у ЕУ, има и анкети за тоа. Него тие избори народот добро, но ги изгуби изборите. Народот седа само изгуби катастрофално. Можам да кажам. Седа само изгуби за тоа што не испорача тоа што го ветувавме, бројчаници, судство средено, борба со корупција нула. Значи еве како што продолжи сега, така се тераше 7 години, народот казни. И секој ќе го казни што не го тера тоа што ќе го вети исто кој што кажав, кој што ветија они дека ќе дојдат и ќе го вратат името. Како што победи Силјановска со 460.000 гласа. Не трпи овој народ да го лажеш. Можеш 1-2 мандата ќе го лажеш, поише нема. Така да ќе видиме. Не би ги мешал тие избори со референдум. Тоа ми е некоја... Следното прашање мене беше за мене е тоа референдумско изјаснување и не мислам воопшто и за волја на вистината никогаш никој директно бар на митинзите на тие избори на кои јас сум присуствувал како дел од коалицијата, никогаш никој ќе го вратиме името. Има изјава од Христијан. Јас мислам дека бев доволно јасен и прецизен. Да, ниту еден митинг на кој јас присуствував. За изборите во 2024 не. Да, за тоа зборам. Јас сега не можам да зборувам за нешто друго. Јас не можете што можам да сведочам. Референдум. Второ, никогаш тоа прашање не треба да се за мене. Јас барем така не го гледам во одреден временски период. Тоа треба да остане мантра која мора постојано да се повторува од прво оделение до кога луѓето ќе станат самосвесни. До 18-20 години. Мора да остане како битка за сопствено постоење, сопствено идентитетско постоење, бидејќи овде нападот не е на територијата. Овде нападот е на луѓето, на македонскиот етнос во суштина. Овде е оваа територија и не знам што да се случи. Оваа територија од секогаш се гледа како плен. Морам да ве вратам малку историски. Оваа парче територија има многу... НАТО не штити од такви работи. Добре, НАТО не штити, ево за малку отиде Гренланд, од истиот НАТО отиде за малку Гренланд там. Те молам, со тие приказни НАТО не штити, тоа е веќе сосема друго. Океј, ја не спорам. Ја мислам дека НАТО не штити. Ама вие сега поезија тука кажувате. Кажете ми факти. Што? Па што ни земале и што ќе ни земат? Не ми кажујте што треба. Дали вие гледате што ќе ви земат? Младиве што прават. Вие само и на младиве се концентрирате. Дозволете да прашам. Дали гледате што и се заканува Македонија? Дали не гледате што и се заканува на Македонија? Па затоа СДС на тоа дереđена кој е. Точно. И готово, нема што да разговараме. Океј. Ако не гледате, имате право да не гледате. Океј да не гледате. И не треба да гледам. Јас гледам. Јас би се срамел. Ама ја гледам. Јас би се срамел. Гледам како партија од она што го направи Заев. Што направи? Ниту еднаш таа социјалдемократска партија некогаш се сметаше за државотворна. Социјалдемократски сојуз, се извинувам. Вие бевте пратени во таа партија? Не знаете вие. Не, ама дозволете, не знаете. Вие бевте пратеник, си отидовте зашто не ве стаја. Дозволете, не. Многу погрешно е. Многу погрешно. Ама знам, јас сум бил младина, вас сум кисела вода ви работеа кампањата, бе. Значи не знаете.
И очигледно сте најдобриот пример за она што ми се случило најзес. Не знам зашто сте напнати. Пратеник во не, апсолутно. Вие бевте на листа на СДСМ. Ме иритира непознавањето, незнаењето. бевте на листа на Дозволете. СДСМ. Бев на листа како коалициски партнер. Да отворам на... Отворете поведа. Како независен пратеник. Како? Независни членови на Санџачка лига. Дали и бе ПЕИ. коалиција со СДСМ? Да, ама не значи СДСМ, ма не е исто со СДСМ. Како не е исто? Како е исто? Како не е исто? Како е исто, молите? Ако сте ПЕИ и Санџачка лига, дали е тоа исто со СДСМ? Значи сте биле и вториот пат. Не бевте, отидовте, партија направивте со Груевски таму и тоа е тоа се. Добро, во Па нешто. Не, многу не треба знаете. да се вклучиме за Жалам кратко. што СДС толку не знаете. Не, ама жалам што да вистина жалам. Не сум као представник само на СДСМ. сакала на темата Не, тоа сте сега овде, јас така ве разбрав. И доаѓам и со мој Јас така ја ставови. разбрав Бети. Член на СДСМ. Со мој ставови Со негов лични. личен став, да, ве молам. Тоа е веќе друга работа. Океј, но да завршам тоа што го сакав. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ниту еднаш не им се извини на граѓаните на Република Македонија за за начинот на кој Зоран Заев го промени името на државата. И завршена Па работа. мене посрамота ми беше бивша Република Југословенска, ФИРОМ. Еве личен став, тоа е мој. И Океј. тебе не ти било Имате право, не. Јас оваа држава секогаш ја знам како Република Македонија. А како вие ја знаете, тоа е друга не работа. се замарам дали Грци, Бишевац Галетановски, одиме во живо во прес-центарот на владата, каде очекуваме прес-конференција на премиерот Мицковски и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, па да видиме по тоа што ќе коментираме. Специјална посава. Председателя, повелете. Благодарам. Почитуван председател на Европскиот совет, господине Кошта, почитувани представници на медиумите, дозволете ми најнапред да му посакам добре дојде на председателот Кошта и искрено да му се заблагодарам за денешната посета, за разговорот и за вниманието кон нашиот регион, кон нашите предизвици, но и кон нашите очекувања. Имавме отворена, искрена и суштинска средба. Разговаравме за европската иднина, за состојбите во регионот, за реформите, економијата, владењето на правото, институционалната трансформација, но и за едно многу подлабоко прашање, дали европската идеја и понатаму останува идеја што инспирира, обединува и создава доверба. Нашата позиција е јасна. Остануваме цврсто определени кон европскиот пат. Не бараме привилегии, не бараме олеснети правила, не бараме нешто што не им припаѓа и на другите. Бараме принципи и нормално кредибилен и предвидлив процес. Бараме процес во кој реформите, трудот, заслугите и исполнетите обврски ќе бидат вистински вреднувани. Во изминатиот период работиме посветено на реформската агенда, на јакнење на институциите, на стабилизирање на економијата, на привлекување инвестиции, на подобрување на јавните услуги и на создавање систем што ќе биде поефикасен, поправеден и поблиску до граѓаните. Но исто така, денес отворено разговаравме и за реалноста што ја чувствуваат нашите граѓани. После години чекање, компромиси, очекувања, исполнети барања и чести промени на политичкиот контекст, природно е да во одредена смисла чувствуваат поголема неизвестност. А од друга страна, потребна е поголема известност. Токму затоа денес е потребно лидерство. Потребна е јасност, потребна е доверба. Европа била најсилна тогаш кога покажувала визија, политичка храброст и доследност кон сопствените вредности. Кога била простор на можности, правда и предвидливост. Разговаравме за економската интеграција, инфраструктурното поврзување, енергетската сигурност, инвестициите, конкурентноста и за отварање нови перспективи за младите генерации. Затоа што европската интеграција не е абстрактна политичка тема, таа за граѓаните значи поквалитетно образование, подобро здравство, ефикасни институции, сигурни
работни места, повисок животен стандард и чувство дека еднината може да се гради дома, а не надвор. Верувам во партнерски диалог, верувам во искрен разговор, меѓусебна почит и заедно разбирање. Но верувам и дека достоинството, идентитетот и принципиелноста не треба да се пречка за европската перспектива. Тие се незин составен дел. Сакам уште еднаш да му се заблагодарам на председателот Кошта за денешната посета и за разговорот што го имавме. Ќе продолжиме да работиме, да спроведуваме реформи, да испорачуваме резултати и да бидеме сериозен и конструктивен партнер. Со нетрпение, со зрелост, со самодоверба и со јасна визија за иднината. Убедени дека европската иднина може да биде успешна само ако е изградена врз доверба, заемна почит, принципи и чувство дека напредокот има смисла и вреди за секој граѓанин. Ви благодарам. Благодарам председателя. Го повикувам да ни се обрати и господинот Кошта. Повелете. Почитуван премиер, добар ден. Навистина ми е задоволство што денес сум во Скопје. И ви благодарам, драг Христијан, за вашето гостопримство и за нашиот продуктивен разговор. Проширувањето е наша заедничка цел, а еднината на Северна Македонија цврсто припаѓа во Европската Унија. Вашата влада покажа посветеност и сакам да ги пофалам континуираните напори што ги вложувате. Особено би сакал да го истакнам неодамнешниот опиплив напредок во спроведувањето на реформската агенда кон усвојувањето на патоказите за владење на правото и реформата на јавната администрација, што е значајно за пристапниот пат на Северна Македонија, но и за искористување на планот за раст и пристапувањето. Исто така го поздравувам вашето целосно усогласување со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија. Тоа испраќа силен сигнал за стратешката ориентација на Северна Македонија и за заедничките вредности што ги споделуваме. Европската Унија им обезбеди траен мир и стабилност на своите земји членки преку отпорни демократски институции и силни економски врски. Проширувањето како такво ги нуди истите можности и на нашите европски соседи, како што е Северна Македонија. Но, усвојувањето на договорените уставни измени останува единствениот начин за формално започнување на пристапните преговори. Тоа е единствениот начин за отклучување на целосните придобивки од членството во Европската Унија за граѓаните на Северна Македонија. Тоа значи македонците. Европската Унија е најсигурниот партнер на Западен Балкан и на Северна Македонија. Таа останува најголемиот инвеститор и најважен трговски партнер. Остануваме посветени да ве поддржуваме и понатаму, и политички, и финансиски. Но, на крајот, моќта да ја обликувате вашата иднина е во ваши раце. Единствениот начин да се постигне напредок кон европската интеграција е преку конструктивен диалог со соседите, преку преземање прагматични чекори за градење доверба и спроведување на неопходните реформи. Драг Христијан, повторно ќе се сретнеме на крајот на неделова во Тивот, во Црнагора, заедно со лидерите на Европската Унија и на Западен Балкан. Самитот ќе биде јасна потврда на нашата решеност да ја унапредиме соработката, но и да го искористиме овој момент за проширување на Европската Унија. Јас навистина со нетрпение го очекувам тој настан и уште еднаш ви благодарам за гостопримството. Пани медиуми, подготвени сме да ги превземеме прашањата во досега договорениот формат. Тамара, Телма телевизија, повели.
Прашање до председателот на Европскиот совет, господинот Кошта. Пред една година од оваа говорница рековте дека тоа што е договорено, нема простор за нови договори. Ја слушнавме вашата изјава дека уставните измени остануваат клучот кој ќе отклучи вратата за продолжување, но дали постои простор, поточно дали е прифатливо предлогот кој го даде барем кој го има македонската влада, да се дадат гаранции за Македонија во форма на заклучоци на Европскиот совет околу билатералните, односно идентитетските теми во процесот на проширување. Благодарам. Како што кажав пред една година, како што кажав уште тогаш, она што е договорено. И навистина мора да испорачаме и да го испорачаме она што е договорено и ништо повеќе од тоа. Тоа значи дека она што било договорено во 2022 година треба да се испорача и ништо повеќе од тоа. Освен тоа се работи за нормалниот процес на проширување. Да се отворат и затворат различни поглавја, различни кластери и преговарањето оди чекор по чекор, а тоа е процес кој што се заснова на заслуги и тоа е она што го прават и другите земји кандидати. До сега веќе ги имаме отворено сите кластери, например со Албанија. Вчера комисијата предложи да се затворат првите 3 поглавја. Веќе и одобривме на работната група да започне со процесот за пристапување на Црна Гора и со другите земји во регионот, но и надвор од него. Работиме и се наоѓаме во различни фази. Но за формално да се отвори процесот на пристапни преговори со Северна Македонија, она што нам ни е потребно е да се испорача она што беше договорено во 2022 година и ништо повеќе од тоа. Одговоривте на прашањето дали се извинувам, морам уште еднаш не ми го одговоривте на прашањето дали е прифатливо барањето такви гаранции за да продолжи процесот и да се усвојат уставните измени во земјава може да дојде преку заклучоци, усвојување на заклучоци од Европскиот совет. Благодарам. Како гаранција. Не сум баш сигурен дека добро го разбрав прашањето, но ако ме прашувате дали Европскиот совет може да донесе заклучоци во кој што ќе каже дека Северна Македонија испорачала и она што Северна Македонија се согласила да испорача во 2022 година и тогаш можеме формално да ги отвориме преговорите, посакувам што е можно порано Европскиот совет да има услови да донесе вакви заклучоци, но за ова зависи од Северна Македонија да го направи тоа што го договорила во 2022 година. Дали е сега јасно? Лепа Џундева, телевизија 24. Јас имам прашање до председателот на Европскиот совет Кошта. Колку е прифатлив предлогот на германскиот канцелар Мерц? Дали може да има одредени модификации за да биде прифатлив од двете страни, да доживее модификации? И дали сметате дека е фер за регионот Украина да добие асоцијативно членство додека Западен Балкан само привилегиран набљудувач? Благодарам. Природно ќе дискутираме за предлогот од канцеларот Мерц. Од она што јас го разбрав е дека канцеларот Мерц верува дека со шесте земји од Западен Балкан процесот на пристапување е полесен во споредба со Украина. И се обидуваат да осмислат некој посебен статут за Украина за да се надмине овој момент
и потоа Украина формално да може да пристапи кон Европската Унија. Не сум сигурен дека треба да имаме посебен статут за Украина, бидејќи Украина досега добро испорачува во неформалните процеси на преговори со Европската комисија и секако зависи од драматичната војна во Украина, но сметам дека процесот добро напредува и веројатно нема воопшто да ни треба да смислуваме нешто ново за Украина. Но не можам да ги предвидам заклучоците на Европскиот совет пред тој воопшто да ги дискутира идеите дадени од канцеларот Мерц. Ситуацијата во однос на Западен Балкан е навистина различна. За среќа, тие не се во војна, тие се во многу понапредна и позавидна позиција од Украина и сметам дека никој не чувствува потреба да создава нови решенија за земјите од Западен Балкан, затоа што не мора да премостуваме јаз помеѓу процесот на преговори и целосното полноправно членство во Европската Унија. Црна Гора сака да го заврши тоа до крајот на оваа година, Албанија сака да го затвори процесот на преговори до крајот на 2027, а ние сакаме формално да ги отвориме преговорите со Северна Македонија, што е можно побрзо. Секако, со другите држави зависи од нивната внатрешна состојба и секако процесот на преговори како со Србија. Да преминеме кон прашање до председателот на владата. Доколку нема прашања, ви благодарам на сите за присуството. Благодарам, договорен е форматот 2 со 2. Благодарам.